И годинава, како и претходните, на градскиот плоштад нема да се одржат новогодишни концерти. Од Фондацијата за култура и спорт при општина Куманово информираа дека нема потреба од настани кои предизвикуваат сериозни трошоци, а претходните искуства покажале дека граѓаните не се заинтересирани за такво нешто. Сметаме дека повеќе финансиски средства треба да се одвојат за организација на фестивали и концерти во летниот временски период, кога реално постојат услови за тоа. Па така во програмата за културни манифестации веќе скоро една деценија не се предвидуваат финансиски средства за вакви настани, велат од Фондацијата за култура и спорт. Доколку граѓаните во некоја блиска иднина покажат интерес за новогодишна прослава на отворено, Фондацијата како и локалната самоуправа ќе се обидат да ги исполнат очекувањата, но без оглед на тоа што и годинава нема новогодишна програма, односно концерт за Нова година, Фондацијата под покровителство на градоначалникот и Советот на општина Куманово предвиде богата новогодишна културно-уметничка програма, почнувајќи од 23 декември, кога во просториите на Занајчискиот дом со почеток во 19 часот ќе се одржи пред новогодишен концерт на Дарко Тодоровски. Веднаш потоа на 27 со почеток во 12 часот пред новогодишен концерт на ученици при Нижото музичко училиште Панче Пешев. На 28 со почеток во 19 часот пред новогодишен концерт на Бисерчиња и на 29 со почеток во 12 часот интерактивна и едукативна новогодишна представа Каде е Рудолф. Сите настани кои ќе се одржат во затворено со бесплатен влез во просториите на Занајчискиот дом, а во рамките на истите следува изненадување за сите деца и пристигнување на Дедо Мраз.